Меѓународната кичевска ликовна колонија почна со работа 1993 година по иницијатива на академскиот сликар Мирослав Крстевски Миро од Кичево. Немајќи средства и немајќи можности, една договорена работа да се реализира, побара помош од АД Тајмиште Кичево и во тој момент му излеговме во пресрет и фактички тога и почна таа година се одржа првата меѓународна кичевска ликовна колонија, односно тога и не беше меѓународна заради тоа што учествува 8 уметници од Македонија. Морам јавно да им се заблагодарам на неколку академски сликари и скулптори од Македонија кои дадоа голем придонес и активно учествува и во работата и во организација првите години на кичевската колонија. Тоа е Петар Хаџибошков, Васил Василев, Симон Шемов, сигурно дека господинот Климе Коробар и посебно Љупчо Маленко имаат исто голем придонес. Во оваа година по 13 пат се одржа меѓународната кичевска ликовна колонија. Првите 2 години почнавме во манастирот Свети Пречиста. Тоа е, мислам, изворедно живописно место на 10 километри од Кичево према патот за Битола. Потоа од манастирот Света Пречиста кичевската ликовна колонија се префрли во манастирот Свети Ѓорѓија. Тоа е од другата страна на Кичево. И тука во конаците од манастирот кичевската ликовна колонија беше се до 2003 година. Од причини што, да речеме, сакаме да создадеме уште подобри услови, тоа го направивме, почнавме во 2003 година и веќе 2004 година се одржа меѓународната кичевска ликовна колонија во куќата на уметноста, така да, мислам, со тоа се создадоа услови да можат повеќе уметници да учествуваат. Она што е битно за кичевската меѓународна ликовна колонија е тоа што таа трае 365 дена во годината, е тоа што мислам има услови, ако некој во периодот првите 20 дена од јули месец не може да биде тука, може во секој период да биде гостин во куќата на уметноста и да биде учесник на кичевската ликовна колонија, нормално во која бил и во годината во која се одржала таа ликовна колонија. Овој период, овие 13 години, мора да кажам дека на меѓународната кичевска ликовна колонија учествувале повеќе од 200 уметници, скулптори и графичари кои оставиле преку 850 платна и близу 100 мислам скулптури и други дела. Мора да истакнам и тоа дека прва станица кичевската изложбата на кичевската ликовна колонија секогаш се одржува на 11 септември, на денот на ослободување на Кичево, и после тоа прва станица е Скопје, каде што 10 дена се презентираат делата. Одавде после тоа сигурно дека шетаат во другите градови низ Македонија, а ова година заедно со членовите на управниот одбор, мора да и кажам, тоа е господинот Љупчо Маленко, Клетников, Михаил Ренџов, Наташа Толеска и други. Мислам, во тој дел се договоривме да меѓународната кичевска ликовна колонија во прво време представиме во соседните држави, а потоа сигурно дека и да ја погледат и диаспората и во Европа и пошироко.